Добар ден и од мене, благодарам на присуството и можноста. Градежните активности и реализацијата на проектите во општина Охрид продолжуваат со несмалена динамика. Градоначалникот Пецаков заедно со тимот, администрацијата, советниците кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот Пецаков после оној историски момент кога ја одблокира општината од долгови децениски, но и неколку јавни предпријатија, продолжува со несмалена динамика да ги реализира ветувањата кон граѓаните, ги подобрува условите во општина Охрид и како што самиот кажа во својата изјава, ја збогатува туристичката понуда, нешто што му е важно на Охрид. Она кое што е денеска предмет на нашата посета се увид во градежните активности во два, односно би рекол три клучни проекта: спортска сала, училиште и авантуристички парк. Јас само можам да посакам, еве, во овој прв ден од почетокот на кампањата за парламентарните избори, да посакам уште многу вакви проекти. Знам дека амбицијата на градоначалникот Пецаков е огромна, знам дека неговата желба да направи проект повеќе за охриѓани е огромна и таа желба ќе биде уште поинтензивна откако ВМРО-ДПМН ќе ја формира следната влада и ќе се реализираат уште поголем број проекти, дури и проекти кои што се за доброто на охриѓани, но истовремено и можеби не биле дел од ветувањата за време на кампањата на локалните избори во 2021 година. Така што јас уште еднаш му честитам на Кире, честитам на администрацијата, на советниците кои што ја поддржуваат работата, на досегашните пратеници во македонскиот парламент, но и идните пратеници во македонскиот парламент, кои што несебично досега, но и во иднина ќе го поддржуваат развојот на општина Охрид и ќе соработуваме директно со градоначалникот Пецаков и со администрацијата овдека. Ви благодарам. Кој имате прашање? На жестоката реторика и фактот што ви поистоветувате со Динка, во вашиот коментар на тоа? Па видете, тоа е би рекол едно исто тело, бидејќи СДСМ во изминативе 2 недели од претседателската кампања не кажа ниту еден лош збор, ниту една критика за работењето на Демократската унија за интеграција, што не е случај обратно. Демократската унија за интеграција критикува работата на СДСМ, така што како можем да судам и што можем друго да кажам, освен тоа дека тие практично се ништо повеќе од едни обични измеќари на Демократската унија за интеграција. Господин Мицковски, споменувате проекти. Кои се вашите најголеми проекти во делот на инфраструктурата кои што се дел од вашата програма платформа 1190? Па повеќе од 2 милиарди евра се планирани да се инвестираат во инфраструктурата. Тука е оној проект кој што е многу значаен, а тоа се реалоцирање средства од буџетот кон општините во вредност од 250 милиони евра годишно или за еден 4-годишен мандат, тоа би било точно 1 милиарда евра. Ги повикувам општините, не само намо каде што имаме градоначалници кои што дајат од редот на ВМРО-ДПМН и коалицијата, туку и оние општини каде што има градоначалници од СДСМ, од ДУИ, Алијанса на албанците, БЕСА, но и независни градоначалници, да прават проекти, бидејќи првиот оглас, откако ребалансот на буџетот ќе се случи во јули месец, првиот оглас ќе биде објавен некаде таму есента, септември, за да може да аплицираат за проекти кои што ќе бидат важни за граѓаните. Амбицијата ни е во еден момент да се работи на минимум 500 точки на 500 локации на територијата на цела Македонија, со што ќе бидат задоволени потребите на граѓаните. Ние нема да бидеме влада само онаму каде што има градоначалници од ВМРО-ДПМН и коалицијата, туку сакаме да бидеме влада за сите граѓани и да покажеме дека не се сите политичари исти, да покажеме дека немаме намера да ги делиме граѓаните како што тоа го правеше сегашната влада. Исто така тука се конечно завршување, еден од приоритетите и конечно завршување на автопатот Кичево Охрид. Рековме според нашата анализа тоа би било некаде околу 2026 година, втората половина на 2026 година. Реализација на тековните автопати Тетово Гостивар, Прилеп Битола, многу други проекти поврзани со локалната инфраструктура, железничката инфраструктура, возови, вагони и така натаму, нешто што е дел од програмата платформа 1198. Еве ве поканувам и вас и граѓаните детално да ја прочитаат, има буквално за секого по нешто. Цениме дека сето на кое што е таму содржано е возможно да се реализира и ќе го реализираме. Чуда не ветувавме, ние не сме чудотворци, чуда се невозможни, сите оние кои што ветуваат чуда не ја говорат вистината.
ве молам, прочитајте ја програмата Платформа 1198 и ќе го најдете патот како Македонија ќе се развива и ќе биде повторно горда, Македонија ќе биде повторно твоја. Каква кампања очекувате? За парламентарни? Па ние водиме позитивна кампања на проекти, кампања на надеж, кампања која што ќе врати довербата во институциите после 6,5 години урнисување, многу криминал, грабеж на институциите, грабеж на Македонија, понижувања, осиромашувања. Сакаме да водиме кампања во која што на граѓаните ќе им ја вратиме надеж. Цениме дека надежта недостасува. Чувството дека малкумина се граѓани од прв ред. Тука пред се мислам на неколкумина од Демократската унија за интеграција и малкумина измекери во раководството на СДСМ. Сите останати граѓани имаат чувство дека се граѓани втори ред во Македонија. Изминативе 6,5 години, тоа мора да престане. Но мора истовремено после 8 мај да има одговорност за сето она кое што се случи изминативе 6,5-7 години. Така што мотивирани сме, желни сме да покажеме, да го ставиме срцето на терен за интересот на граѓаните и Македонија.